Доколку ги инвестираат во капитални проекти, владата на општините ќе ги прости 1,9 милиарди денари или околу 30 милиони евра, изјави вчера премиерот Заев. За да се помогне дополнително економскиот развој преку општините, а да се зајакнат и општините, токму тие неискористени средства, преку законско решение, да им се даде можност да ги искористат за конкретни, јасно опишани капитални инвестиции. Суштината на вака галантниот потек на владата е во полза на граѓаните и општините, но во позадина е големиот проблем – долговите на општините. Првото прашање во оваа прилика на колку пари општините може да сметаат по оваа основа. Од минатата година единствено основното општинско училиште Кирил и Методи имаше околу 7 милиони денари заштеда, нереализирани средства од минатата година. Чекавме оваа одлука да се префрлат за наредната година. Ќе биде утврден пренесен вишок на средства за следна буџетска година, со која ќе се утврди вредноста на пренесеното стадо кон секој еден корисник. И од тие средства понатаму можеме да ги користиме за капитален дел. Второто и можеби најважно прашање е дали знаат и имаат ли план на што овие пари ќе бидат потрошени. Конкретно во програмата V1 детска градинка, дел од тие средства ќе бидат искористени за проширувањето на детската градинка, каде ќе имаме наше буџетско учество. Во Старичкиот дом дел од средства ќе бидат искористени за намената за изградбата на третата аланева, која е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, и дел имаме општина учество од страна на општината. Најголем дел од оваа техничка документација се однесува на патната инфраструктура, водоводи и канализационни системи. Исто така во патната инфраструктура имаме некаде околу 23 километри локални патишта и улици кои што треба да бидат изградени во следниот период. Гимназијата и детската градинка ги има реализирано целосно блок дотациите, така да ќе продолжиме оваа година, бидејќи имаме изработено проект за целосна енергетска ефикасност на училиштето Кирил и Методи, одиме етапно, сега да продолжиме со реализација на фазите кои што останаа за реконструкција. Колку овој последен обид на владата пред изборите на нив ќе им помогне е неизвестно, но факт е дека некои од нив едноставно се буре без дно. Во минатото и сега има градоначалници кои колку подолго се на функција, општините тонат се повеќе. На нив ни една помош се уште не и помогнала.